15.000 евро од општинскиот буџет на Кочани ќе завршат за покривање на финансиските дупки во училиштата. Тоа е интервентна постапка за да се спречи блокирање на работата на училиштата поради натрупаните долгови, а што тие сами не се во можност да го отплатат. Ова е резултат на ненавременото плаќање на доспеаните фактури и натрупување на обврски. Знаеме дека никој нема контрола на трошење на тие средства. Според договорот требало да има интерна комисија за контрола на квалитативна и квантитативна контрола за спроведување на превозот. Поради сомневање за недомакинско работење, побарано е да се направи контрола во финансиите, особено во основното училиште Никола Карев, кое доби и интервентна сума за да плати за останати фактури за струја, но и во останатите училишта за други давачки. Да се направи интерна контрола од страна на ревизори од општинската администрација, за да се утврди целокупното работење во општинското училиште Никола Карев за изминатиот период. Парите за покривање на направените долгови ќе се обезбедат преку пренамена на средства од други ставки. Ние треба 1 милион денара да тргнеме од училиштата кои што се наменети за децата, за хигиена, за одржување, за белење и така натаму, да ги платиме за трошоци кои што се не планирани, кои што се трошоци тргнати надвор од сите планови. Пред пренамената на сумата од 1 милион денари за плаќање на заостанат долг за струја во основното училиште Никола Карев, локалната самоуправа на општина Кочани од буџетот исплати и 1,5 милиони денари како краткорочно подмирување на долгот за превоз на училиштата, со што се спречи блокада на сметките на Ѓошо Викентиев и Никола Карев.